да започнеме со ова видео, сакам да ви се заблагодарам за поддршката, значи 1500 прегледи на песната само за 2 дена, тоа е буквално невозможно за мојот канал. И плюс имаме 1000 субскрайбери, значи 1000 субскрайбери достигнавме. Фала ви многу за поддршката, а ние идеме со видеото и плюс имам ново интро, затоа идеме прво со интрото, па после со видеото, затоа ајде. Као се секој, добре дојдовте во моето ново видео. Денеска ќе ви кажам како дојдов до идеја да снимам мојата нова песна. Ако не сте ја слушнале, еве ви тука балонче. Мислам дека повеќето од вас ја слушнале, што се вика TikTok. И сега ќе ви кажам како достигнав до нејзе, како дојдов да ја снимам и све тоа. И исто така, како што можете да видите, и носам моја мајца, значи Христи пишува, еве го моето лого. И оваа мајца ја добив како поклон за роден ден, значи војна ми од некоја страна ја порачала, не знам која, али голем поздрав до војна ми. Ама се надам дека во иднина ќе можам да ви направам и за вас да носите. Али добро, да не должам многу, мислам дека ние можеме да идеме на видеото. И let's go! Значи идеме све тоа од почеток, тоа беше лане летоски кога ја измислив песната. Ја измислив така што еден ден седев и буквално немав идеи за видео, тогаш снимав секој ден видео како и сега. И мислев на TikTok што да снимам, мислев немав идеи и ми дое наједнаш да снимам некоја песна. И така ја најдов инструменталка, буквално не знам зошто, али буквално на Бака Прасе што е инструменталката на оно мое песната, искористив неговата, не знам зошто, не знам од кај ми текна таа идеја баш на него, ама ми се свиѓаше и доста рекоа кога беше премиерата на песната, доста рекоа дека го копирам Јанко со песната, дека негов стил е као песната, ама не е точно. Туку само инструменталката е на Бака Прасе, мислам не е инструменталката као идејата као. Прво јас во песната викам Христи, као Христи, и Бака Прасе на неговата песна оно мое вика Бака Прасе и почнува песната. Затоа извини Бака Прасе, мислам дека нема да го гледа ова, нема шанси да го гледа ова, ама пак извини ако го гледа. Мислам дека доста многу го ископирале и него и сите јутубери ги ископирале со песни. Важно тоа што ја го сум го ископирал, не сум го ископирал, али нема везе. Сега да идеме на главната рамбата, а тоа е као ми дојде до текстот као секој еден TikTok ви снимам, многу лайкови фоловерси имам и така натаму. Значи како што кажав на почетокот секој ден снимав TikTok како и сега и мислев као да биде и ми дојде на идеја да биде као секој ден TikTok ви снимам, бидејќи секој ден снимам TikTok. Добро, после мислев друг дел како да биде и размислив да биде многу лайкови фоловерси имам. Значи тогаш немав толку многу, имав 30 нешто илјади на TikTok, сега имам 42.700. А потоа така испадна песната, значи секој ден TikTok ви снимам, многу лайкови фоловерси имам и потоа мислев за друго и дојдов до идеја, тука мене цело село ме знае. Значи од кај ми текна таа идеја, не знам, буквално цело село збореше за мене, мислам не баш цело село, али така се осеќав као цело село да ме знае. И го убацив тоа песната цело село ме знае. И на крај ми текна кариерата само ми трае, бидејќи тоа исто така се римува. И као тиктокерска кариера сум имал пред тоа и као уште ми трае кариерата. И така ја направи песната. И после тогаш јас немав микс и мастер направено. И буквално ништо, сега имам микс и мастер и сам ја направи песната. И доста дојдов хейт на песната дека не ми е добра, ама сам ја правев, затоа мислам дека као 13 годишен Христи знае да направи барем онака добра е песната, за мене не ми е лоша, ама мислам дека може подобро да направам, ама се надам дека вас ви се свиѓаше. Идеме ние понатаму со приказната како тоа се случи. Значи јас ја направив цела песна, тоа објавив на TikTok. Ама тоа не ми пројде баш вирално, не беше, буквално мислам дека имаше 100 и нешто лајка, не се сеќавам. Ама не беше баш многу популарно, ама после тоа исто така немав идеја за видео. Измислив да биде тоа како мим или како вест, значи на тоа видеото направив као чужев му школа, значи еден последен два пример давам, не знам како беше тоа. И после тоа што имаше на тестот и као многу задачи постојано као имаше на тестот. И што ја забатив и како иде мојата песна само Христи, секој ден TikTok ви снимам и тоа без микс и мастер, без ништо, значи ужас песната. Тоа на луѓето им се свиѓаше и имаше над 800 и нешто лајка, мислам дека сега број над 900. Ама тоа беше многу популарно тогаш и вика доста луѓе, ајде направи цела песна, ова направи цела песна, многу ги биде добра, многу популарност ќе добиеш. И јас се сложив со таа идеја. Дојав до идеја прво да направам YouTube канал, што како сега ме гледате, и да достигнам до 1000 субскрайбери. И мислев дека тоа ќе достигнам брзо, ама не достигнам брзо, буквално требаше едно
8-9 месеци, мислам дека. А потоа на песната става без врска делови, значи као што можете да видите сега, става буквално без врска делови и некои као како достигна до целот и ова и затоа не им се свиѓаше на доста песната. Ама како јас за пеач и како за текст, као да мислам и као све тоа, не сум баш добар и искрено и во иднина неќам да се бавам со тоа. И мислам со пеење, вака со свирење ми иде, а вака со пеење неќам. Ама ете дури сега бидна песната и мислам дека вас ви се свиѓаше и ако не ви се свиѓаше нема везе, и пак ми е прва песна и пак мислам дека мора на секој да има хейт. Има и на други песни, мислам на други што се креатори на YouTube или на некои други платформи, први песни и исто така што не биле баш добри како моите, а мислам дека за 13 годишно како мене детенце, дека е супер песната и дека искрено покидав ја со песната. Ама ете до негде ви ја кажав приказната, не баш перфектно да ви ја кажав, али тие што ме пратат од одамна, мислам дека знаат повеќе за приказната како идеше. Ама ете накратко ви ја кажав и се надам дека ви свиѓаше видеото. Ви оставете лайк и subscribe и уклучите го звончето за да може да ме гледате во иднината. Мислам дека тоа за ова видео. Фала што го изгледавте до крај. А ние се гледаме во следното видео и сега имам аутро, значи се поднови вскроз. И идеме сега со аутрото. Чао! Секој ден TikTok ви снимам, многу лайкови и фоловерси имам. Мене тука цело село ме знае, а кариерата само ми трае.